Табачки занает. Табачкиот занает е еден од најстарите занаети во Скопје. Некогаш бил многу развиен. Табакана е местото каде се изработувале кожите, а табаци се викали продавачите на овие производи. Според условите што ги налагала географската положба на Скопје, овој занает бил познат уште во средниот век, кога во 14 и 15 век табаканите биле на лепенец. Името табачки доаѓа од арапскиот збор дабах, што значи кожа. Табакана по турски е куќа во која се обработува и чува кожата. Со овој занает карактеристично се занимавале само турците. За нив овој занает бил наследен, преоѓајки од татко на син. Според турските пописни дефтери, уште во 1568 година се споменуваат табаците Илијас, Хусейн, Хасан, Али, Јусуф, Мустафа и други. Во Скопје табаците изработувале мешин, фино изработена и обоена козја или овча кожа, што се употребува за изработка на лесни обувки и за кожена галантерија. И сафтијан, фино обработена овча или козја кожа. На глас биле скопскиот мешин и жолтиот сафтијан. Сафтијанот се правел на тој начин што се земала сува кожа од јаре и се оставала во вода во која ќе престои 3 до 4 дена. Се ставале најмногу по 1000 кожи наеднаш. По престојување во водата, според потребата, се ваделе и се растегнувале, се пеглале на справа. При тоа, кожата се стружала, со што се симнувале маснотиите и другите остатоци. Така подготвената кожа се ставала на земја и се посипувала со вар и измет од кучиња. Варта се растворала како млеко и со конјска опашка се прскале кожите. Тоа се вика ставање маја. Така попрсканата кожа се чувала 3 дена. Потоа се растворила уште поретка вар, правејќи вода од вар во каци во кои се ставаат кожите, каде што ќе престојуваат летно време 1 недела, а зиме и по цел месец. Така поставените кожи потоа се ставаат на постав. Тоа се издупчени корита од камен во вода. Кожата се гази со чизми или кожени калчуни. Од овие корита, кожата се вади и се става во топла вода со варени листови од кетер. Таа вода се наоѓа во каци, слични на ќурчиските. Во тие каци, кожата се меша со железни стапови 2 до 3 часа. Потоа повторно се вади и ќе се стави на ел демри, за да се исчисти од влакна и други остатоци. Тогаш се сушива и се плакне со вода, за да се пристапи кон бојадисување. Црната кожа се бои со карабоја, жолтата со абат. Се толчи сув абат и на 350 драма од него се додава 75 драма стипса. Бојата се правела со топла вода. По бојадисувањето, кожата се става меѓу штици за да легне и да се исправи. Тоа пренесување се вршело по товар од 500 до 600 ока, со цел да се исцеди целата вода. Потоа следи уште едно бојадисување и повторно пресување. По целата оваа технологија, кожата се миела во вардар околу 3 до 4 часа. Nevesta
moja suha